За македонската историја 27. април. Поминаа 5 великдени, еве и петтиот, што току го завршуваме. Поминаа 5 нови години, 5 родендени, но Јане Ченто се уште е таму каде што е. Од оваа временска дистанца, какво е чувството кај вас, како родители, што Јане се уште е таму каде што е? Како родители, чувството не можеме да искажеме со зборови. Тоа сето ни е на срце нас, стварно тешко ни е, но се трудиме да издржиме со него заедно, да поминеме се тоа што побрзо и заедно славиме понатам и родендени, и великдени, и сите празници, и слави, се што иде по ред со него. И со детето, со внучето заедно, расте без татко, прашува, не знаеме ни веќе што да му одговориме на него. Очекувавте ли дека еве еден ден можеби на Јане ќе му се случи ова што сега му се случува, со оглед на тоа што вие сте негови родители, знаете како сте го воспитувале, како растел Јане, каков бил како дете, па и потоа како возрасен човек, како сопруг, како татко. Очекувавте ли некогаш дека ете вакво нешто ќе ве снајде како семејство? Со самото растење на Јане беше многу фино дете, растено со нас, воспитано во духот, да речем, на добрината, да помага на секој, да живее со секој и добар ученик беше, не беше никој проблематично дете, секогаш се сочувствуваше со другите другарчини и другари понатаму. Тешко стварно, ама детето растеше и ние не се надевавме да дојде до оваа ситуација, пошто немаше никаков ни укор, никаква казна за него некогаш. Беше одличен ученик, беше председател на Средното економско училиште во неговото време. Беше и регионален председател на младинската заедница на средношколците. Тој напредуваше во тие работи. Никогаш не очекувам дека дова да рече си дојдеме. Дека и дова ќе му се случи на детето. Еве и за нашите гледачи да кажеме дека ние овој пат не сме во вашиот дом, туку сме во домот на славното семејство, ке речам, Чентовци, по прилепски да ги кажеме. Ова е родната куќа и на неговиот прадедо практично. И сега, по сиве овие случувања, дали мислите дека сепак историјата сака да си се повторува и ете, колку Јане како мал сакаше да ги слуша овде приказните за неговиот прадедо, па од неговиот дедо и така натаму? Што од мал се интересираш за се што во животот. Не само за тоа, за се. Конкретно поготово за овие работи за неговиот прадедо. Историјата му ја кажуваше и неговиот дедо. Ние продолживме исто со неговата мајка да му кажуваме. Зошто, како се борил Методија Ченто, зашто се борил, дека се борил за самостојна Македонија, да биде обединета. Тој се восхитуваше на сето тоа нешто. Меѓутоа, еве ја дожива и неговата судбина. Истото со лажни монтирани процеси, лажни сведоци, истото му се случува и него. Очекувате ли дека еден ден правдата сепак ќе победи и ќе се докаже дека Јане навистина е Јане е само Јане, не е насилник, не е терорист? Да, правдата е како шило, ќе излезе еден ден и тоа, сето, и се надам за што побрзо, и да видиме сите заедно и да види, односно народот веќе чувствува, знае што се случува со правдата во Македонија, дека нема никаква правда. Ние бараме праведно судење, не бараме милостина, не бараме ние амнестија за него. Амнестија бара некој што е крив и обвинет за нешто што го сторил, и нема ништо сторено, а обвинете за тероризам, што нема ни та буквата од тоа нешто во овој правен систем, иако е ваков. Како што е. Ако некој добро си ги познава своите деца, тогаш тоа е мајката. Јане веќе 5 години, како што рековме, во затвор, осуден за дело кое што не го сторил, па еве добро е можеби на оваа 5 годишнина
да слушнеме каков беше Јане додека растеше од кога се роди. Тој е близнак, еве да кажеме за нашите гледачи, има сестра близначка. Значи како беа тие први моменти и дали нешто ви наговестуваше дека Јане ќе тргнете по стапките на вашето славно семејство или на неговиот прадедо, првиот претседател на Македонија, Методи Андонов Ченто. Точно рековте, мајката најдобро си ги познава своите деца. Уште кога разбрав јас дека носам близнаци, дека сум бремена со близнаци, чувството беше преголемо и кога се родија тие, навистина имавме нешто да се радуваме. Поголемата черка беше 4 години кога се родија тие и уште тогаш сакавме, мислам, да си го носи славното име Методи. Ама испадна друга прилика, се вика, го крстивме Јане и Јасмина близнаците, па еве после толку време имаме и Методи, неговиот син. Како дете беше премирен, растеа во прекрасно семејство, заедно тројцата, кавги воопшто немае меѓу себе, со децата, со другарчињата си играше, на училиште беше предобар, пофален беше секаде. Никогаш во животот не помислував дека ова ќе ми се случи еден ден и дека кога одев по портите пред затворот во Шутка, самата вака себе си велев. Каде ќе се најдувам јас, шо барам овдека во ова место? Дури чудно ми беше дека таму моето дете е. Значи, моето дете воспитувано беше во духо на разумноста, да ги прифати луѓето такви како што сте, дури можам и да кажем и на неколку примери што се има случајно за народот да работи и за државата, ама еве се случи што се случи. И еве можам да кажам неколку примери. Бевме во Скопје појдени, пред седумка да јадиме сендвичи и детето само го кладе сендвич овака во устата и виде тука неколку роми и рече мамо те му ги дам нив на тие да не бида гладни. Значи цело време детето беше за другите, да му погоди на другите, а исто така биде домиченто. Значи ова има некој ген на вистина во него. Така да никош не очекувавме дека може ова да се случи. Има и уште еден момент кој исто така е многу болен за вашето семејство, посебно за Јане. Тој има и синче кој што, како што рековте и вие, го носи името на прапрадедото, на Методи Андонов Ченто. Тој беше многу мал, пред 5 години, сега е веќе ученик. И морам да кажам, еве дека, како што ќе видат и нашите гледачи, страшно личи на неговиот татко. Како Методи ги поминува овие години, колку вам како баба и дедо и нормално неговата мајка ви е тешко да го убедите дека татко му е некаде и дека еден ден ќе си дојде дома, меѓутоа кога еве се пролонгира многу. Така, во право сте, детето се уште не знае, но еден ден спомна затвор и го прашуваме баба шо е тоа затвор. Слушнал некаде, тој не знае дека е навистина во затвор и мајката, како мајката, кога мисли дека треба да дојди време, треба да му објасни. Многу е болно, ние гледаме детето да биде цело време со нас, посебно мајката, најголемиот терет нормално си е на мајката, го воспитува таја сама. Велиме дека некаде тато е на работа, тој стално прашува, па добро вај тато, кога ќе си дојди, дури не можеме да го однесиме во затворот, затоа што детето знае да чита. Не сакаме уште тие проблеми, него уште како мало да му ги накалемуваме, кај ние трпиме сета оваа голгота, барем детето дури можеме да го сочуваме од тие работи. Па сега значи дека сиве овие 5 години Методи воопшто го нема видено Јане, така? Во овие 5 години кој беше на домашен притвор само тогаш тој месец и еднаш месечини го имаме однесено, детето сега ќе прави 7 години. Последна слика е неон дека мислам дека му гледачите може да видат 2017 година. Последното беше, значи го нема видено, па можам да речам сигурно 3 години и фазла. Тоа е навистина болно и за вас. Да, болно е, ние како баба и дедо гледаме да погодиме на детето нормално да не почувствува дека татко му е одсутен, ама сепак татковската љубов тука треба да се почувствува детето. Нормално и на мајката е многу тешко заради тоа што го одгледува буквално сама финансиски. Се надевам дека навистина следниот Великден, бидејќи се уште сме во великденските празници, конечно Јане ќе биде дома со неговиот син, со неговата сопруга и секако со вас и дека заедно ќе го дочекате Великден. Ви благодарам што од се срце вака што прифативме и вие и ние да разговараме на оваа тема.